Добар ден на сите присутни. Јас сум Елани Петрушевска, ученичка во трето одделение. Учам во комбинирана паралелка со второ одделение во основното училиште Кирил и Методи, село Романовце, Куманово. Денес ќе ви се представам со книгата Тајни авантури од Катерина Талеска. Оваа книга се состои од 10 приказни за доживувањата и авантурите на главните ликови. Тие се сестричката Јана и братчето Давид, близначките Бојана и Бисера, нивната другарка Ана, дедо Даме и баба Марија. Јана и Давид се подготвувале да одат на село кај нивните баба и дедо за време на летниот распуст. Се збогувале со нивните миленици, кучето Бакс и мачката Лола. Се збогувале со нивните другарчиња Сара, Магдалена, Филип, Ангела. Со нив најчесто играле криенка во паркот. И дента пред поаѓање играле разни игри додека нападне првиот мрак. Утре дента Јана, Давид, Бојана, Бисера и Ана станале рано и радосно тргнале кон нови авантури на село. Баба Марија и дедо Даме со нетрпение ги очекувале внуците и нивните другарчиња. Тие живееле на планина, а нивниот дом бил обкружен со убава природа. Во нивна близина течела брза планинска река. Имале штала во која имало крави, коњи, кобила и едно јаре кој го вдомил дедо Даме. И кучињата Шарко и Белчо и кучката Меда која имала мали кутриња. Децата многу се израдувале кога пристигнале кај баба и дедо. Веднаш им се израдувале и на домашните миленици. Баба Марија веднаш им ставила јадење, а откако завршиле, се договарале кој каде ке спие. Јана и Давид им раскажувале за нивната тајна авантура од минатите лета, кога скришно оделе кај реката. Излегувале преку спуштена скала од прозорецот, а во креветите ставале перници за да изгледаат дека спијат на пладне во најголемата жештина. Другите девојчиња биле воодушевени од случката и сакале истото да го повторат и оваа година. Јана и Давид се сложиле, ама им рекле дека тоа мора да биде нивна тајна, бидејќи ако дознаат возрастните, повеќе нема да ги пуштаат да дојдат на село. И така, децата си го исполниле својот план. Секојдневно се прикрадувале до реката и си направиле свое скривалиште, кое било нивна тајна. Таму одмарале и си играле најразлични игри. Наредните денови биле уште поинтересни за децата. Секој ден им бил различен и исполнет со некаква активност. Јавање коњи, одење на риболов, берење цвеќиња и растенија, се дружеле и играле со животните. Ако сакате да ги дознаете авантурите на Јана, Давид, Бојана, Бисера и Ана и возбудливите случки од престојот на село кај баба и дедо, ви препорачувам да ја прочитате книгата Тајни авантури од Катерина Талеска.